И вистинско време е денеска на овој убав и голем празник да ја поздравиме нашата драга Ирена, колешката Ирена Спировска, која пак ќе ни го сподели директно во живо разговорот со отец Игор Калпаковски денеска на Богојавление Водици, еден од најголемите празници во годината за нас христијаните. Иренче, добро утро, Бог се јави за многу години Богојавление Водици. На вистина се јави, нека ни е за многу години денешниот празник Богојавление Водици. Утринава еве се јавуваме во живо од пред црквата Пресвета Богородица, каде што веќе во тек божествената литургија, а за значењето на еден од најголемите христијански празници Богојавление Водици, во продолжение како што најави и ти, Сузе, ќе дознаеме нешто повеќе низ разговорот со свештеникот отец Игор Калпаковски. Бог се јави, отец? Вистина се јави. Добро утро. Еве, веќе гледаме дека пристигнуваат верници од сите страни кои што сакаат да присуствуваат на божествената литургија, но пристигнуваат и оние млади луѓе кои што подоцна ќе скокаат во осветените води по крстот. Ајде најпрво да ни кажете нешто повеќе за значењето на овој голем православен христијански празник. Овој празник се нарекува јавување, просто јавување, да речеме на грчки епифанија, манифестација, како да кажам, во некој превод, или пак се нарекува богојавление, односно јавување на Бога. Она манифестација значи нешто што од натре кон надвор се пројавува, се манифестира, односно тука се манифестира вистината за Бога. Во таа смисла е наречена епифанија, заради тоа што има еден современ автор кој вели дека богословот не го бара Бога како филозофот, туку нему Господ му се објавува. И он така го запознава, затоа што нашите можности за разбирање се ограничени, но друго е кога самиот Господ сака да се објави и да се покаже на нас луѓето. Така што ова е празник на објава на Бога и е момент кога ја почнува проповета Христос за спасение на светот и за спасение на луѓето, за спасение на човекот, и затоа е особено значен за нас овој празник. Например, нели општо место е дека во светот има повеќе божечки религии, има и неколку еднобожечки, да речеме јудаизмот, исламот, христијанството. Меѓутоа, во христијанството човекот се запознава со самата суштина и природа на Бога, заради тоа што иако го имаме Бога како еднен, како единица, го имаме и како три личности, Отец, Син и Свет Дух. И токму на овој празник денешен, првпат таа вистина во светот се пројавува, се објавува, дека Бог иако еден е во три личности, во личноста на Отецот, Синот и Светиот Дух, и се случува таа објава при крштевањето на Христос во реката Јордан, кој е историски настан. Со историска личност Христос, со историска личност Јован Богослов, кој го крштева Христос. Значи, станува збор за објава на Бога, која што е спасителна за нас луѓето. Се верува дека на денешниот ден водите стануваат лековити затоа што истите ќе бидат осветени и традиција која што се одржува низ цела Македонија е денес да се скока во осветените води по честниот крст. Да. Во православната црква денешниот ден е ден на осветување на водите. Се осветуваат водите на секаде низ светот, бидејќи во денешно време православните ги има секаде низ светот. Еве тука, например, ќе се осветуваат водите на реката Вардар, во Охрид на Охридското езеро и на сите места
ќе гледаат луѓето прилози, нели тие сите ги гледаме секоја година. Сите води на светот се осветуваат сите води на светот, за да се прослави овој празник кој што е исто поврзан со крштевањето и на новите членови на црквата. И од таму се прави овој голем богојавленски водосвет и се случува осветувањето преку положувањето на крстот, молитвите, нели, и положувањето на крстот, која е манифестација на молитвата, нели? Пошто вообичаено е сега традиција да влегуваат луѓето да се потопуваат во водата и да се трудат да го дофатат крстот. Со самото тоа што влегуваат во водата, они се надеваат на благословот Божи, специјално за нив, тој труд што ќе го дадат, тој напор што ќе го дадат да стигнат до светиот крст, да влезат во осветените води, дека ќе им даде добар благослов, нели, во текот на целата година. Зборувам со самото влегување во водите, а особено оној што ќе го има посебниот благослов да дојде до крстот. Празникот Водици всушност се празнува 2 дена, затоа што и утре не очекува исто голем и убав празник. Да. Вака, обично во православната црква, кога има некој голем празник, следниот ден е резервиран за учесниците во тој празник, така што денеска еве го имаме богојавление, веќе следниот ден е посветен на Свети Јован Крстител, кој што, вака би сакал малце да ја проширам темата. Значи, Свети Јован Крстител, кога се појавува на проповета, ги повикува луѓето да доаѓаат да се измиваат во водите за покаяние на грешноста на човекот. Но пазете, кажува дека после мене доаѓа еден кој што пред мене постоеше, кој што ќе ве крсти со Дух Свети. Значи, ритуалното измивање го имало, да речеме, во текот на човештвото насекаде го има, и тоа се случува обично во протечна вода. И тоа не е само карактеристика на христијанството. Во будаизмот знаете за значењето на реката Ганг, како луѓето таму се потопуваат за не само да се измијат телесно, туку и духовно да се измијат. Тоа го има се уште во еврејската традиција, тоа го има исто така во јапонската, да речеме, традиција. Меѓутоа, она што е додаток на таа реалност е осветувањето, односно така нареченото крштевање со Духот Свети, кој што е специфика на христијанството. Значи, освен миењето, на човекот му се дава и светлоста на вистината преку Духот Свети, кој што го осветува и му го исправа правецот на човекот во животот, за да може да живее еден вистина свет, свештен живот и да може да се спаси целосно како личност. Со празникот Богојавление всушност и се заокружуваат некрстените денови и тој зимски или јануарски циклус на празници посветени на Бадник, Божик и на Василица. Да, фактички ова е крај, завршеток е на овој период кој што е празничен, кој што почнува со Божик, односно со Бадник, нели, дента пред Божик, и кој што го сега завршува со, и во народот тој период е наречен некрстени денови. Меѓутоа, не знам, во едно друго обраќање спомнав дека во врска со Божик, со Василица, особено со тие со Божик и со Василица, во народот повеќе има останато пагански традиции. Христијанските традиции се пократки, поедноставни и си го содржуваат значењето, меѓутоа тој целиот период се надоврзуваат празниците и на крај завршуваат со
прославата на Богојавлението и на крајот со чествувањето на Свети Јован Богослов. Тие се некрстени во, како да кажам, во наредната традиција се наречени некрстени, инаку нема врска со некрстеност, баш е празничен период, што покажува, например, дека од Божек до вчерашниот ден воопшто ни средите непетоците не се пости, бидејќи станува за особено празничен ден, кој што може да се спореди со неделата после Великден. Отец, ви благодарам за овие информации и за објаснувањата, со оглед на тоа дека литургијата ево тек сега ќе ве ослободам да продолжите со службата, а ние еве од тука ќе се одјавиме, се разбира, честитајки им го денешниот празник на сите православни верници и особено на сите оние што го слават и како свој имен ден. Студио, се разбира, продолжувате вие со останатите содржинја, еве сите гледачи да ги поканиме да присуствуваат и на осветувањето на водите на реката Вардар, фрлањето на крстот, но и сите останати во местата каде што живеат, каде што ќе бидат изведени овие убави македонски православни традиции. Студио? Браво вам, прекрасна можност е ви од овде од студиото да ги поканиме сите православни верници да излезат денеска, да се облечат топло и да ги поддржиме и да ги поздравиме сите оние кои што долг период наназад се подготвувале психофизички да бидат подготвени да се борат за Светиот крст.